raspni go Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mir vam. Tatko moj, ti blagodaram što mi podariš jedan den. Ti blagodaram za tvojata ljubav. Ti blagodaram što živim pod tvojata zakrila, pod zakrilata na Sevišnjot. Kako što je pišeno u Psalm 90. I prebivam od domot na nebesniot Otec. Znam deka na nebot imam Božja, odnosno nebesna, odnosno duhovna tatkovina, carstvo to na nebesniot Otec. Carstvo to koje je na prestolot, duhoven prestol pod duhovno breme. Carstvo to na ljubovta. Zašto tvoje je carstvo to i silata i slavata vo site vekovi i vo vekovi. Amen. Ja znam deka ti pripajam tebe, Gospode Isuse Hriste i tatko moj. Deneska ke zboruvаме за второто послание на апостол Јован. Од презвитерот Јован Богослов, од презвитерот до избраната Господја. И како што велеше Исус, кога ќе ве приведат, не се грижете што ќе говорите, оти ќе ви биде дадено што да кажете. Ја барам силата на Духот Свети по живо слово да го кажам тоа што треба да го кажам за Твоја слава, Господе Исусе Христе. Од презвитерот до избраната Господја и нејзините чеда, кои ги љубам во вистината. Видете титули назначување во црквите. Отецот Небесен на израелците им назначувал водачи, кога тие ги слушале водачите и пророците. Тие тогаш врвеле во вистината, во љубовта, во Исус, а кога не ги слушале, биле спротивставени на Бог и ја трпеле причината и последицата на нивното однесување. Значи, од презвитерот до избраната Господја, иако мислите зборува за некоја жена, тој зборува за црква, и нејзините чеда, кои ги љубам во вистината. Значи, црквата е невестата, Исус е младоженецот. Во Библијата често се зборува во алегории, во споредби. Често се зборува одоколу, за да се разбере. Ти велам, керко, сети се снао. За да разбереме на повеќе начини, на безброј начини, на духовно, со духовен јазик, со љубовен јазик, со ангелски јазик, па дури и на ангелски, вели апостолот Павле.
се зборува дека треба да се љубиме меѓу себе, дека сме отпадната природа, сме изгубиле својата суштина и дека имаме на небото подобро, односно небесна татковина. Но за да се вратиме во таа татковина, треба да пребиваме во љубовта, да ги љубиме сите, а како што гледате, тешко е да ги љубиш сите. Зошто е тешко? Затоа што немаш љубов, затоа што Бог е љубов, затоа што Отецот е љубов, затоа што Исус е љубов и тој ти покажа како треба да чекориш во љубовта. Неодамна имав еден христијанска расправа, дали треба да се пости или не. И тие велат, постот е во јазикот. Точно е тоа. Постот во јазикот е секојдневен. Ако не постите во јазикот, ќе бидете осудени. Тоа е нешто што треба секојдневно да се практикува. Ние зборуваме за умртвување на телото и неговите страсти, кои се е во телото ќе пожнее смрт. Постење. И знаете, дискутира, вака треба, така треба, разни искуства од разни цркви. На крајот, во духот, ги праша, а зошто Исус постеше 40 дена во пустината? И настана молка. Видете, Светото писмо, ако дојде преку луѓе, тоа е човечко писмо. Ако дојде во сила и во дух, тогаш тоа е, ја остварува својата суштина, зашто Словото убива, а Духот оживотворува. Ова Слово, кога го читате без дух, не го разбирате и тогаш тоа убива. Има безброј цитатори, се маваат со камења, ги расфрлаат камењата на Словото, а ништо не разбираат. Не разбираат што значи да му припаѓаш на Исус. Ако ти му припаѓаш на Исус, нема да цитираш слова, ќе ги живееш, нема да осудуваш никога, ќе ги љубиш сите. Ако познавате некој таков човек, не надвор од црквите, во црквите, јавете се, ќе појдам да го снимам, да ми раскаже како го примил Исус од презбитерот до избраната Господја и нејзините чеда. Чедата се на Господјата или се на Исус, кој ги љубам во вистината. Исус е вистината. И не само јас, туку и сите што ја познаа вистината. Вистината е Исус. Да го познаеш Исус, како се познава Исус. Го знам, таму сум го видел на една фреска. Или сум слушнал на филм, сум го видел за Божик, за Великден и викаат Исус воскресна од мртвите. Па го знам тој што воскресна, ама дај Боже да воскресна. Што ја познава вистина, да го познаеш Исус, значи да се вратиш во негова собственост, бидејќи ако не си во негова собственост, две собствености има на земјата. Целиот свет лежи во зло. Едната собственост е на сатаната, спротивставена на Бог, духот на нељубовта, духот на Антихристот, а другиот дух е духот на Исус, духот на љубовта. Значи ти му припаѓаш на Исус. И повторно ќе го кажем оној стих што апостолот Павле го кажува. Вие мислите дека тоа декларативно не живеам јас, туку Христос живее во мене. Христос живее во мене. Знаете која е таа категорија кога Христос живее во вас? Вие сте боголик, светите, зрачите со љубов и со љубовта ја победувате нељубовта. Што ја познаа вистината, го познаа Исус. Како се познава Исус? Тоа е суштинското прашање, зашто црквите не существуваат поради вистината која пребива во нас. Значи, Исус пребива во нас. Има еден ќе дојдат до одредено создание и формираат учење. Например, свет шепот, чиста вистина, Исусова вистина. Вистината е Исус. Знаете, поради вистината која пребива во нас, би требало да пребива и ќе биде со нас довека. Ако му дозволите, ве тропам на вратата, кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него. Нема вистински да вечера лебе вино, туку Исус вели, јас имам храна која вие не ја знаете. Мојата храна е да ја извршувам волјата на оној што ме прати. Отецот го прати, повторно да ја најде изгубените овци, вас кои сте отпаднати, кои сте паднати на земјата. На повеќе места е пишано дека ангелите и сатаната сега се демони, паднати се на земјата. Вие сте станале луѓе и во свесна состојба треба повторно од припадноста на сатаната. Бидејќи сте спротивставени на Бог и сте во духот на нељубовта, тешко ви е да ги љубите сите, блиските, а камоли оние што не ви се блиски, да се вратите во духот на љубовта, да биде со вас и со нас благодатта, милосрдието, мирот, а тоа сето доаѓа со Исус од Бог Отецот, Бог Татко. Дали можеме да разбереме дека имаме Татко?
Татко на небесата и тој ќе му подадеш раката, татко мој, помогни ми, тој нема да те остави, кој живее под закрилата на Севишниот. Тој пребива во домот на небесниот Отец, Псалм 90. Суштинско прашање, ако јас се надевам на Отецот, се надевам за мене, за моето семејство, за оваа мисија, за оваа служба и за македонскава земја. Јас пребивам во домот на небесниот Бог, пребивам во љубовта. Значи, благодатта, милосрдието и мирот кои не може да дојдат во светот ги нема. Од Бог Отецот и од Господа Исуса Христа тие велат, Исус не е Господ. Ете, не е битно што велат луѓето, ако требаше да ги слушам луѓето, вели апостолот Павле, немаше да бидам Христов слуга. Синот на Отецот во вистина и љубов. Исус, син на Отецот, на Таткото, небесен во вистина и љубов. Зашто Бог е љубов, кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Значи, вие имате припадност штом не сте во Исус. Штом не му припаѓате на Исус, тоа значи да живеете како Исус, да љубите како Исус, да мислите како Исус, да простувате како Исус. Вие припаѓате на сатаната, нема независност, нема приватна собственост, вашата собственост и затоа Бог не може да ви помогне. Може во извесен период ќе ви се чини дека ви врви добро, но потоа ќе дојдат наплата на гревот, на телесна болка, потоа душевна болка и на крајот огнено езеро. Значи, љубовта го гори, ја гори на љубовта и останувате како една која суштина. За духот негов да чека суд, како што пишува, телото се предава на сатаната, условно речено. Бог не го предава телото на сатаната, тоа му припаѓа ако не му припаѓа на Бог. Значи, или ви припаѓате, кој не собира со мене, тој растура, вели Исус. Кој не собира со мене, тој растура. Дали вие собирате или растурате во вашиот живот? Дали ги собирате и расфрлате камењата во вашиот живот? Дали фрлате цитати, а не љубите? Фрлате цитати, осудувате и не љубите. Вие не сте го познали Исус. Ако знаете некој кој ги љуби сите во црквите, пастор, епископ, владител, именно место вели, ние не дојдовме како Христови епископи. Можевме да кажеме дека сме апостоли, епископи. Апостол Павле вели, ние дојдовме во љубов, во полната љубов на Евангелието, во полната љубов, како што мајката ги љуби своите деца. Татко мој, ти благодарам за твојата љубов. Мир за сите сега што ќе речат Исусе те сакам. Исцелување за сите, допрете во местото кај што ве боли. Во името на Исус, исцелување и ќе викам те сакам, Господи Исусе Христе. Многу се зарадував. Значи, синот на Отецот во вистина и љубов. Така и вие треба да бидете син на Таткото, да станете син на нашиот Отец повторно, од син човечки, условно речено, во син Божи вистински, таму кај што сте биле да се вратите во Божиото царство, зашто тој ви приготвил подобро, односно небесна татковина. Синот на Отецот во вистина, која е таа вистина? Исус, и љубов, која е љубов? Отецот и Исус. Значи, ако вие останете во моите слова, тоа значи ќе дојдеме со Отецот. Да останеш во словата, значи да останеш во љубовта. Дали можеш да останеш во љубовта? Дали ги љубиш сите? Дали може Македонија да ги љуби сите оние кои ја распнува овие години? Например, македонците, распнувани, убивани последните години, не се знае колку луѓе се убиени, грците, бугарите, србите, албанците и другите европејци, сега и НАТО. Дали можете да ги љубите, да им кажете прости им татко, не знаат што прават, да бидете син Божји, синот на Отецот во вистина и љубов, во вистина, во Исусовата вистина. Некој велат чиста вистина, јас ви гледам Исус, Исусова вистина. Нема да формираме ние постмодернистички правци во учењето на Исус. Можеме да ползуваме пророштва, но само ако духот на нашиот Отец е во нас, вистинскиот дух, духот на љубовта, тоа се проверува секојдневно. Како што кажеше мојот професор Темков по етика се полага дента кога ќе одиш кај Бога, така се полага и љубовта кога ќе застанеш пред Бога, се представиш пред Бога и потоа ќе се видат за делата, за секој лош збор ќе одговарате. Пазете, за секој лош збор, тоа значи дека треба секој ден да постите, да ставите стражар на устата. Страви ми стражар на устата, татко мој, да ја зборувам секоја мисла да биде покорна на Исус, да ги имам мисли кои Исус. Ако ги немам тие мисли, ги имам другите мисли спротивставени мисли. Моите мисли, тоа што јас сакам, тоа е сатанско спротивставено на Бог, бидејќи Адам е изгонет од рајот. Повторно слика, бидејќи јадеше од дрвото на познанието на доброто и злото, и сега тој знае
Bog veli, Otec od Adam stana kako jedan od nas, той знае što je dobro i zlo, той знае. Ne ti ne znaš, sinko, Bog znaje. Ako sve to знаеш, немаше да дојде до ова. Многу се зарадував зашто најдов некој од твоите чеда во вистината. Во вистината значи да се пребива во Исус, да се пребива во љубовта. Не мора да се знае целото свето писмо, да се раскажуваат приказките како стории, како историски приказни, како сликовници за мали деца, како боенки. Треба да се живее љубовта. Тргнете од тоа, љуби го својот ближен како себе си. Ставете го тоа во вашето срце и действувајте. Кој е вашиот ближен? Сите луѓе се браќа и сестри, создадени од небесниот Отец. Многу се зарадував, ова вели Отецот, што најдов некој од твоите чеда во вистината. Од таа црква, од таа заедница. Јас имам една мала група, се дружиме. Не сум сигурен дека се сите во Исус. Од време на време ги гледам спротивставеноста кон Исус. Знаете, на што да направите? Што да правите, освен да го молите Бог, долго трпеливо да ги чекате да се покајат. Пееме песни, се радуваме. Дел од нив се враќаат во стариот начин на живот. Се враќаат. Затоа што треба да умре стариот човек, стариот тихо, и да дојде Исусов тихо. Тој што ќе ги љуби сите, те сакам, Господе Исусе Христе. Тој што ќе стане од 4 сабајле и ќе го слави Отецот Небесен. Значи, постот во 5-тиот, во 6-тиот, во 7-тиот, во 8-тиот е радост и слава за тој што пости. Дека се соединува со Бог, дека не сум зависен од храна, дека сум зависен само од Бог, од Божјата љубов. И сакам во потполна возраст, во зрелата возраст на Христовото полнение, да се вратам кај Таткото Небесен, да останам таму кај што сум бил Син Божји. И сега те молам, Господјо, зборува за црквата во Македонија, благодата Божја дадена на црквите македонски, некако да ти пишувам нова заповед, и тој кажа на повеќе, нова заповед ви давам, на безброј начини, на бесконечен број начини. Се раскажува во Светото писмо само едно, љуби го својот ближен како себе си, љубете се. И сега те молам, Господјо, зборувам на вашата црква, никако да ти пишувам нова заповед, ова го зборува Отецот Небесен, не јас, не апостолот Павле, не Јован. Никако да ти пишувам нова заповед, но онаа што ја имаме од почетокот имаме, на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога, што ја имаме од почетокот, а таа е да се љубиме едни со други. Ах, неразумни галатијани, колку е тешко да се љубите едни со други, да ги љубите првен блиските, семејството. Разделените семејства, бидејќи сатаната сака да го подели семејство, потоа да ги љубите вашите соседи, потоа да ги љубите арнаутите, грците, србите, албанците, НАТО. Да ги љубите, не да ги љубите повеќе од себе си, повеќе од Исус, да ги љубите. Бидејќи треба долготрпеливо да ги чекаме, да действуваме со нив во љубов, не да ја поддржуваме нивната злова и нечистотија, да ги поддржуваме, да победуваме со љубов, да се љубиме едни со други. И затоа дојде Исус да ни даде сила и ја пролеа својата крв за да има завет, прави нов завет, стариот завет не може да постои, бидејќи 10 Божји заповеди не може никој да ги исполни. Луѓето се слаби и грешни. Доаѓа Исус и ви го дава духот на Отецот. Ви го покажува патот. Пости, искушенија, простување, исцелување, љубов и повторна љубов и простување. И твојата волја, татко мој. И потоа го испраќа духот. Ако го прифатите Исус, начинот на живеењето на Исус. Начинот на живеењето на Исус. Тогаш доаѓа духот. Не доаѓа туку така. Така да има и други духови кои владеат, луѓето зборуваат разни јазици. И потоа ќе видите, ќе излезе нешто, ќе рече, кај пишува тоа? И гледате дека не ја познава Библијата. Ете, Библијата не се познава со ум, со дух. Со дух. И ова што го зборувам не е од мене, туку духот на мојот Отец зборува. А љубовта се состои во тоа, во што се состои љубовта. Да постапуваме по неговите заповеди. Тие се заповеди, условна, правила. Значи, како што живееше Исус. Жено,
Кај се оние што те осудија? Ја донесоа блудницата, тој пишува на земјата, љуби го својот ближен како себе си. Пишува графит, да влезе длабоко во овој темен свет. Кај се тие што те осудија? Таму вели, никој не ме осуди. Никој ли не ме осуди? Никој не ме осуди, Господи. Тогаш и јас не те осудувам. Бог е оној кој суди. Отецот и Исус и ангелите ќе дојдат. Значи, еден сеја, друг жнее, вие не сте жнејачи од кого ќе ожнеете. Така да луѓето од сејачи стануваат жнејачи, познавам такви. Добар проповедник, добро се држи, ќе почне сега. Сеја, јас велам, тој е сејач. На едно предавање во Скопје дојде побратим од Хрватска. Го напаѓаат протестантите. Разбива доктрини, го сеje словото. Може би има некои човечки слабости, но добро се држи, да не почне само да жнее. Зашто еден сее, а друг жнее. Идеме понатаму. Љубовта се состои да постапуваме по неговите заповеди, а неговата заповед е љуби го својот ближен како себе си, да пребиваме во љубовта, да љубиме, да действуваме, да постапуваме како Исус. Тогаш доаѓа Духот во сила. И тогаш ние имаме сила да и кажеме на оваа планина и на ова езеро стани и фрли се во морето. И тогаш тој да побарате во мое име, вели Исус, ќе ви се даде. Ќе ви се даде. Но помнете, Исус што направи? Чашата е горка. Знаете, чашата е горка, ќе ви се случи некој близок, нешто ви прави. На работа, дома. Горка е чашата. Ти речеш, не ќам да ја пијам оваа чаша. Не, Исус рече, чашата е горка, но морам да ја испијам. Не како што сакам јас. Туку ти, како што сакаш, татко мој, Исусе. Тоа е Исусов следбеник. За сите ситуации ви праќа човек, горка чаша, луѓе, деца, жена, вработени, арнаути ви праќа што сакаат, ви веат туги знамења, грци што велат нема македонци, бугари кои велат вие сте бугари, срби кои и тие се заострели, тие викаат црква има, нема црква. Чашата е горка, но мораш да ја испиеш. Не како што сакам јас, како што сакаш ти, љуби го својот ближен како себе си, а вие треба да победите во љубовта, зашто Македонија, ако веќе ја запишал, кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Ако многу се бара од вас, да љубите се бара од вас. Да го љубиш ближниот. Вие добро се држите до одреден момент, а потоа правите идолопоклонство, бидејќи Бог рече ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Исусовото име, а вие го славите вашето име. Избран сад за свечена употреба. Значи, љубовта се состои во тоа да ги постапуваме по неговите заповеди, да живееме во Исус и тогаш сме во законот на љубовта. И тогаш Духот престојува во нас. Тоа е заповедта што ја чувте од почетокот. За да постапуваме според неа, да живееме според неа, да действуваме според неа, да дишиме според неа, да христуваме, да црквуваме според неа. Бидејќи во светот влегоа многу измамници, по кој свет, кои не исповедаат дека Исус Христос дошол во тело. Види, исповедуваш дека Исус дошол во тело, не само декларативно на збор, во срцето, во умот, во твоето тело и во действувањето. Ако Исус дошол во тело, и јас ќе постапувам така, прави и ти така. Значи, исповедаат дека Исус не дошол во тело. Тие луѓе се измамници, антихристи. Значи, велат Исус не е Бог. Или велат дека е Бог, ама во срцето велат дека не е. Зашто ако знаат дека е Бог, дека Бог ги гледа, дека застануваат пред Исус, секој миг на земјава стоиш пред Исус, се представуваш секој ден, иако кој ќе заминеш телото, кој ќе падне долу, он што вели телото го предаваме на сатанат, мисли на светот, на земјата. Зашто целиот свет лежи во зло, тоа е телото се предава на сатаната. Твоето тело се враќа во земја, земјата е долина на сенка смртна. Сенка смртна е долина. Дол, ѓол, дупка. Земјата е дупка, ако изгледа убаво. Замислете како е горе на небесата. Пазете се да не го изгубите она за кое сте се труделе.
za koje ste se trudele, da se vratite vo Božjato carstvo. Lugето се врзани за овој свет. Овде сме минали, овде сме привремени, овде сме на воена служба, овде сме во затвор, овде сме во училиште да научиме да положиме љубов, да полагаме етика, што вели професорот Демков. Последниот ден кога ќе застанеме пред Исус. Пазете се да не го изгубите она за кое сте се труделе. Туку да добиете полна награда совршенство во Исус. Полно совршенство. Секој кој оди предалеку, знаете, ќе дознаете нешто, ќе добиете нешто и потоа почнувате со човечки ум и филозофии, вака, така. Не во зборови. Покажи ми ја љубовта своја во дела. Не треба да се љубите во зборови, туку во дела. Во дела. Дела, какви дела? Дела на љубовта, постапка на љубовта, мисли на љубовта, содействување во љубовта. Секој кој оди предалеку и ќе се занесе и почнува да филозофира и создава деноминации, мали црквовни заедници финансирани од странство, гранапчиња, кои со ум го разбираат Исус, со човечки ум, без дух, го нема Бога. Кој оди предалеку не останува во Христос. Што значи да се остане во Христос? Да се остане во љубовта, да се љуби. Видите, познавам многу цркви каде луѓето едни со други не се љубат. Еве сега една црква напушта, брка, па тој ги фрла на сатаната. Пасторот, апостол Павле, вели, не дојдовме како Христови апостоли, туку дојдовме како мајката што ги љуби своите деца. Вели, јас сум апостол, јас сум презвитер. Па добро, ако си така, ако ти го дал Исус, добро, ако си се назначил самиот, ќе одговараш за тоа, зашто многу ќе ти биде дадено и многу ќе се бара од тебе. Дали можеш тоа многу да го дадеш? Што значи многу? Да го дадеш твојата душа за браќата. Да ја дадеш твојата душа за браќата. Тоа треба да го направиш. Дали си спремен да го направиш тоа? Или си ја сакаш душата, тесно ти е во срцето? И нема место за никој, ни за Исус, само за тебе има место. До тука, Исусе, ти, од таму јас продолжувам. Повели, брате, во овој свет. Еве што се случува. Секој кој оди предалеку и не останува во Христовото учење, го нема Бога. Во Христовото учење, во учењето на љубовта, да пребиваш во љубовта, да пребиваш во Бога, тоа е христијанство. Да го благословуваш непријателот твој, да му дадеш вечера на непријателот твој, да се молиш за непријателите твои, да простуваш, да ја дадеш својата горна облека и кошулата. Кој останува во Христовото учење, кој е тоа учење? Љуби го својот ближен како себе си. Неговата заповед не е тешка, но сепак е тешка, бидејќи ти си спротиставен. Ти му припаѓаш на сатаната, се љубиш сами од себе. Да останеш во Христовото учење. Значи да ја дадеш душата. Добриот пастир ја дава душата своја за овците. Дали ти ја даваш душата своја за твоите браќа и сестри, за твоите блиски, или си ја чуваш душата? Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби, пишано е во Матеј и во другите. Кој останува во Христовото учење во љубовта, тој го има и Отецот и Синот. Овде не пишува во тебе, внатре од срцето. Отецот и Синот ако живеат, ти не си повеќе припадник на сатанското тело, нападнати од Сатана на оваа земја. Затоа си се родил како човек, да го избереш Исус во свесна состава, да му припаднеш нему, да се вратиш, бидејќи ти си грне создаден од грнчарот. И не можеш да му кажеш на грнчарот: грнето, зашто си ме создал ваков? Тој знае зошто. Зашто треба да очистиш некои состојби, да се прочистиш во љубовта, да поминеш низ оганот на љубовта. И како чисто сребро или злато да се вратиш во дух кај Отецот Небесен, да пребиваш во Бога, да пребиваш во љубовта. Кој доаѓа кај вас и не го носи тоа учење, не е битно што пишува овде. Дали ти во духот на Исус љубиш, дали ти пребиваш во љубовта, дали ги љубиш сите, дали им простуваш на сите, дали ја спроведуваш не твојата волја, ја пиеш горката чаша, волјата на твојот Отец, зашто тој знае што е најдобро, како што знае таткото за земните деца, така и знае Отецот Небесен за сите нас и за тебе, брате и пријателе.
Може би имаш некоја болка душевна, телесна. Предај му го тоа, предај му го својот живот на Исус. И така преминуваш во живот вечен. Кој верува во Синот има живот вечен. А волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види Исус и поверува во него, ќе го види. Пази, ќе го види. Кај треба да го видиш? Во другиот, внатре во себе. И поверува во него. Што значи поверува и затоа зборува? Тоа значи комплетно. Не само на уст, туку на срце, на лице, на срце. Значи, кој доаѓа кај вас и не го учи тоа учење, него не го примајте во вашиот дом, учењето на љубовта. Колку познавате цркви каде што пребива Божјата љубов, каде што луѓето вистински се љубат, и тогаш духот пребива. Значи, ако останете во моето учење, ако останете во моите слова, ако останете во љубовта, двајца собрани во Негово име, во Негово име, името Негово е љубов. Ако сте собрани во Негово име, тука сум и јас, вели Господ Исус Христос. Тука си, тука си, тука си, тука си, тука си, Господе Исусе Христе. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Мир вам до Божјо царство небесно. Кој доаѓа кај вас и не го носи тоа учење, го нема Бога, ја нема љубовта, го нема Исуса. И тоа се бедните по дух. Беден по дух. Него не го примајте во вашиот дом и не поздравувајте го. Кој останува во Христовото учење, па љубовта го има Исуса. И Отецот и Синот, кој доаѓа кај вас и не го носи тоа учење, таа љубов, него не го примајте во вашиот дом, мисли на црква, мисли на твојот дом, ти си дом на Светиот Дух. И не поздравувајте го. Дали знаете пастори, водачи на цркви, владици, кои имаат љубов за сите? Љубовта не може да се подражува. Таа се гледа во постапките, во живеењето, во чашата на благословот која се прелева, во живата река која течат од неговата утроба на оној кој е во љубовта. Зашто кој го поздравува, оној поздравува, поддржува. Тој учествува во неговите лоши дела. Два духа има. Духот на вистината, духот на Исус, духот на љубовта. Светиот дух, духот на нашиот Отец и духот на Антихристот. Првиот, духот на Отецот е љубов, љубов. Се што подразбира љубов, љубов и љубов. Вториот е нељубов, нељубов. И сето друго, омраза, завист, крадење, лажење, осудување, тепање, без гнев. Тоа е духот на Антихристот. Има еден пост, зборувавме дали треба да се пости или не. Кога им реков, па Исус зашто постеше замолкна, во духот го добив тоа. Еве уште еден стих. Овој род се истерува само со пост и молитва. Зошто ние не можевме да го истераме? За кој род зборува Исус? Овој род се истерува, зборува за истерување на демони, односно на сатански делови сили во вас. Овој род се истерува само со пост и молитва. За кој род зборува тој? Има еден стих кој вели, ќе се погледне во огледало и веднаш заборава каков бил. Ако вие знаете дека сте паднат ангел, дека сте дошле во човечка облик, и сте на границата каде треба од сатанска припадност, сатанска природа, ако не сте во Исус, да го изберете Исус. Овој род се истерува само со пост и молитва. Тоа подразбира пост, умртвување на телото, се разбира со умот треба да се пости. Секоја мисла треба да биде покорна на Исус и секој збор што ќе го изговорите. Но постот на телото, похотта на телото, желбата на очите и гордоста на животот те отргнуваат од духот на љубовта. Овој дух се истерува, овој род се истерува само со пост и молитва. Кој род? Земете огледало, ќе погледне во огледало и веднаш заборава каков бил. Дали вие ги љубите сите? Дали ве нервираат луѓето, дали пцуете, дали мразите, дали крадете, дали колнете, дали завидувате? Тој род се истерува што е во вас. Со пост, со пост, со пост.
Поставме со Георги Филев една тајфа, 2 пати 24 часа и 48 часа. Почит кон Бог што ни ја дал Македонија, го молевме да ја сочува Македонија, еднаш као градската библиотека, еднаш во плаштадот. Денеска таму има хотел. Во центарот на градот. После постот лицата ни светеа, пиевме само вода. Затоа што ние на Бог му посветивме, дека ја сакаме својата земја и го молиме да ни помогне. Знаете, тој род се истерува. Тој што е во нас, братере, завис, љубов, омраза, бес. Со пост и молитва ќе погледне во огледало и веднаш заборава како овил. Вие мислите дека сте чисти и не сте грешни. Грешни сте затоа што сте паднати со сатаната, сте го избрале сатаната. Отпаднати сте како ангели, сатаната е фрле на земјата. Вие сте тие, земјата е владее сатаната. Доаѓате во луѓе. Вие сте припадник на сатаната додека не го изберете Исус. Сатана значи спротиставен на Исус, човек што нема љубов. Што се спротиставува, Бог излегува од него, остава сам и тој нема љубов. И тој постапува со нешто му недостасува. Недостаток на љубов убива, мрази, краде, колне, завидува. Тоа што му недостасува е Исус. Тоа што ти недостасува е Исус. Тој ќе ти даде се, бидејќи тој создал се преку Отецот Небесен. Вистина имав многу да ви пишувам. Во срцата ваши, законот е запишан во срцата. Но не сакав на книга и со мастило, туку со живи слова во срцето. Тоа е од друго, од Коринтијаните, ова е 2 Јованово. Зашто се надевам дека ќе дојдам кај вас. Што значи да дојде кај вас? Да го примиш во срцето. Да го примиш Исус со Отецот во срцето и Духот да престојува во вас. Да дојдам кај вас, тоа подразбира. Со пост и молитва да молиш да те крсти во Духот Свети и да се истераш тој род што е во тебе. Родот на нељубовта. Демонот на нељубовта, демонот на Антихристот. Зашто се надевам дека ќе дојдам ка вас и од устата да ви зборувам. Од која уста? Преку твојата уста, не ја што ќе кажам, туку ти што ќе кажеш, татко мој. Та радоста ваша и моја и негова на Исус да биде полна. Да вика постот во 3-тиот месец, во 4-тиот, во 5-тиот, во 6-тиот. Та радоста да биде полна. Во радост постам. Дека Исус ме сака. Дека живеам под закрилата на мојот небесен Отец, Псалм 90. Живеам во домот на небесниот Бог. Овде сум привремено, не сум од овој свет, сигурен сум во тоа. Под времено на времено се чудам што барам овде. И потоа знам дека треба да ловам луѓе, да го ширам евангелието на љубовта, да го споменувам Исус. Зашто чашата е горка, но Господ знае кои луѓе се негови, што треба да направиме да се вратиме во неговата љубов. И од устата да ви зборувам, та радоста ваша да биде полна. Ве поздравуваат чедата на избраната твоја сестра. Ке дојдам при вас откако пропатувам по Македонија. Оти ке минам преку Македонија. Духовна кота Исусова земја, зашто тој ја запишал, тој ја избрал преку Отецот Небесен, Македонецот да го сонува. И слично како што на Израел земјата му ја одземема, па тој се враќа. Доаѓа состојба да ја одземат, да ја вратат, а земјата е таа која зема. Те сакам, Господи Исусе Христе, оставам се во Твоите раце и сите овие луѓе што го слушаа, овие души, овие слова, останете во мир, исцелени во љубов, останете во Исусовата љубов. Останете припадници собственост под закрилата на Севишниот Бог и пребивајте во домот на Небесниот Отец. Амин. Распни го, Исусе,
drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat,